На оваа работна сесија беа донесени неколку конкретни заклучоци за идно действување, ќе ги прочитам во продолжение. Покренување на иницијатива за формирање на Генерален совет на македонците од цел свет. Се обединуваме во секоја форма за заштита и унапредување на македонците во нивните македонски национални интереси. При тоа го овластуваме професор Петар Поповски да формира експертски тим од историчари и да покрене процес за заштита на македонската историја, да се спротивстави на работата на мешаните меѓудржавни комисии со кои се распродава македонската историја. Ја известува македонската јавност некаде меѓу 10 и 15 август повторно да се сретнеме и се надевам во проширен состав за да одлучуваме околу некои детали во врска со формирање на Генералното собрание и другите одлуки и заклучоци кои што ги донесовме денес. Јас благодарам на сите делегации, на сите делегати, благодарам на сите кои што беа присутни денес, благодарам и на вас, македонски народе, кои што преку Интел телевизија и социјалните мрежи во живо го следевте настаното онолку колку што можевме да ви презентираме. И пораката од денеска од ова место е јасна. Македонија на македонците, Македонија вечна. Ќе не биде еднаш за секогаш да обстоиме на светската карта на народи како македонци пороти по крв. Обединети, сложно, заедно, како брат и сестра, како сестра со сестра, заедно сите во одбрана на Република Македонија. Ви благодарам, да се ни живи и здрави Господ со нас македонците.